Фестивалот, четврти поред, кој го организираме како организатори Кут Панче Пешев и Младински културен центар Козјак, по четврти пат ова година го организираме во соработка и со Центарот за култура, а под подкровителство на Министерство за култура на Република Северна Македонија и градоначалникот и Советот на општината Куманово. Ова година, како година, по четврти пат поканивме некаде околу 10-11 ансамбли од повеќе земји на нашето окружување, Европа и пошироко. Ке земат учество ансамбли од Република Албанија, Република Грција, Република Бугарија и Република Србија со представник од нашиот град Српски Вест. Надвор од Балканот ќе земат учество ансамблот од Колумбија, и тоа наш познат ансамбл, кој ја водевшуваше публиката на првиот фестивал, тој е Мангаларес. Ќе земе учество и Египет, кој ни е моментално познат прашни, бидејќи имат проблеми. Може би да дојдат, може и да не дојдат, меѓутоа имаме и 6 ансамбли од Македонија. Од Македонија како домакини ќе земет учество Кут Панче Пешев како организатор и домакин, фолклорниот ансамбл Српски Вес од Куманово, потоа од Скопје 2 ансамбли, од Битола ансамбл Битола и 8 октомври од Криво Паланка ансамблот при Домот на култура во Криво Паланка. Предно спомнав дека од Албанија ни гостува ансамбл од Тирана, од Грција ни гостува ансамбл од Атина, а од Бугарија културно-уметничко друштво Арсенал од Канзалак, Република Бугарија, едно од најпредставителните културно-уметнички друштва на бугарската традиција. Фестивалот првиот ден ќе започне со дефиле низ улиците на Куманово. Почнува во 6:30 неге самото дефиле до 7:15 часот. Во 7:15 ќе почне свеченото представување на самите ансамбли кои ќе учествуват таа вечер. Ако кажем и тоа го многу пати кажуваме дека културата, фолклорот и песната остануваат на најмладите. Најмалата група од членовите на Кут Панче Пешев ќе настапи со едно убаво оро каде што ќе го земе заветот да продолжи традицијата и културата, бидејќи таа ним и останува. Потоа ќе биде самото свечено отварање од страна на Министерката за култура или некој представник од Министерство за култура и градоначалникот на општината Куманово или некој член од Советот и така натаму. И на крајот, некаде околу 20 часот, значи 8 часот, 20 часот, ќе започне програмата со учество на сите 8 ансамбли кои тој вечер ќе настапат со 10-минутна програма, и тоа програма по атракција гледлива, ритмички добро обработена, така да верувам дека тој вечер ќе биде навистина интересно да се дојде и да се види. Вториот ден ексклузивен настап на другите групи кои се планирани од Република Македонија и групите од странство, и третата вечер, завршна вечер, ќе биде настап на сите групи ексклузивно за затварање и по завршување на овие настапи, како првиот вечер, така и третиот вечер, групите, гостите ќе одат на една, да не кажам, свеченост во Грација
по понеделникот, а во сабота ќе биде во Митеја, ресторанот Митеја, каде ќе бидат последите на кои тие забавни вечери ќе им се доделат признанија, дипломи, ќе се разменат признанија и така натаму. Заборавив да кажам дека во вториот ден, тоест петок, со почеток во 11 часот, во салата на Заречиски дом ќе се приреди прием на сите учесници од страна на градоначалникот или некој од председателот на советот или секретарот, така ми извести од општината, така да по завршување исто така на приемот, бидејќи ние имаме засадено дрво на фестивалот, од првиот фестивал, со два пара женски и машко, со сите учесници, ќе го полееме дрвото, ќе направиме повеќе снимки, видео, фака снимки, да го одбележиме 4 годишното организирање на овој наш убав и за град многу очекувано отворено фестивал Куманово 23. Еден апел до институциите во општината и се разбере државата малку повеќе да обрнат внимание на вакви ансамбли. Не ради Панче Пешев, него во Куманово има повеќе ансамбли, во Република уште повеќе, од најмали до најголеми. Малку со повеќе средства, малку поголем стимул да им дадат, бидејќи никој слабо ги финансира, многу слабо се финансира. Фестивалските вечери почињат првиот, како што реков, 7:30 отварање, значи од 8, а вториот и третиот вечер ќе биде од 19:30 часот. Влезот, да ја информирам јавноста дека ќе биде бесплатен, кој мисли да дојде, да се дојде на време, да се зафати место. И верувам дека, еве, во ова ги поканувам сите заинтересирани, мислам дека нема да се покајат ако дојдат, бидејќи навистина ќе ги очекува убава културна манифестација, убава песна, игра, традиција од сите страни на светот. Што е наша желба да видат и нашите граѓани и други култури, а не само да се гледат сами себе или да одат на фестивал, како и другите да ги видат нашата култура, учесниците кои ги канеме да дојдат во Република Македонија. Затоа овој фестивал направен, значи, и со наши ансамбли, и со ансамбли од целиот свет.